Добро вечер, јас сум Боби Христов во Топ тема вечерва за топ темата на денот, новите детали од бомбата и пучот. Лидерот на СДСМ Зоран Заев објави нови детали за, како што рече, масакар врз медиумите со прислушување на над 100 новинари. Премиерот Никола Груевски пак на посебна пресконференција да објаснуваше дека станува збор за прислушување од страна на странски разузнавачки служби, дека владата ниту знаела, ниту дала таков налог. Во меѓувреме донесена е и првата пресуда во случајот Пуч. Едно лице е осудено за шпионажа и незаконско прислушување на 3 години затвор. За сите овие детали, но и за сите дилеми поврзани околу случајот Бомба и Пуч, вечерва разговарам со моите гости. Господин Ристо Никовски, поранешен амбасадор, Саша Ордановски. Добро вечер, Боби. И Тодор Пендеров. Добро вечер. Добро вечер и добре дојдовте, но предходно како вовет да слушнеме што прво објави хронолошки лидерот на СДСМ Зоран Заев на денешната пресконференција. Миле, може ли јак да дадеме некои пари дужиме таму за документарци? Зависи колку брзо телептен, се кнап со пари, ова што му ги набаци. 30 милиони дена. За оваа година? За оваа година. Па може и почеток на наредната, не би, мислам, меѓу сега и јануари, еве да ги исплатиме овие за сите документарци, уште толку не остана долг. Ај вака, дајте ми утре време да седнам со Боби, тие го праве буџетот, или да ви кажам у петокот, ми рече до петок ќе има буџетот да видиме за наредна година. Не, ти направи уште утре, он веќе сигурно глава има што како. Добро. И кажи ми како општествена одговорност еве да пребаци за може да крстиме некој документарец кој што е вака најпопуларен, односно што одговара за македонската борба за слобода и независност. Добро. Тоа ќе се користи за сите документарци, ама он за тоа нека го каже. 500.000 денар. Окей, утре ќе да не биде сега за Скопје или за нешто друго, знаеш. За македонската борба. Амо? Горде, шо правиш? Еве, си работам. Ти шо правиш? Само сакам да те прашам дали ти се јави Срđan. Да, се слушнавме и му дадов податоци. Значи, брзо реагира, добро. Да, и тоа. Мене премиерот ми ја препрати твојата порака и јас на основа на таа порака Да. ажурирав, така да речам. И се јави и му кажав и плюс се договоривме и предходно од кај нив имаат они некој таму комуњар што ги бутка темиве. Ти за тоа не се секирај, значи за тоа што е под нивната групација, тие 3 новини, уживај, остави тоа на мене, уште неколку дена и тоа има све да биде средано и да биде Да, абе види, ние треба да им кажуваме од... Да, и ќе си имаме комуникација со нив. Да. Знаеш, ти на нив не име увидно поле тоа нас што ние. Да, тебе ќе ти биде обезложена директна комуникација, разбираш да имаш. Ке знаеме тачно кој е контакт поинт, разбираш да си имаш да биде тоа. Да, од еве никој не праеше текст, они праеа за тужбите за МВР. Тоа е стара тема. Уште таму не е преземена власт. Да. Така да речем. Ке се преземе за некој ден и тоа ќе се среди, не се секире за тоа. Супер. Него да видиме со овие други вековеда што ќе се прави. Иначе за овие ништо се секире. Тоа е таму под моја контрола и нема воопште да се секираш. Што правиме се со Телеком? Абе, шефот синоќа покасно ми пиша денес да собереме неколку новинари, да им кажеме детално, што не е проблем, ама ти да процениш како да ја тераме, дали еден медиум денес, па други да преземат. Со ја мислам дека нема да преземат други што не ја работеле приказна, пошто знаеш се, ако објави вечер, дневник нема од вечер да преземе. Да. А да идеме со дневник, канал 5 сител имате? Може. Не сега дневник, понатаму го не имаш. Може, јас затоа сакав тебе да те чујам, не е проблем, мислам, можам... Кого да пуштам кај Иво, кажи ми? Ти кој ќе речеш, кој ти е вака Дали сум... Сител ќе пуштам Ранду, да дојде? Важи. И од канал 5... Иако мислам дека он би преферирал Цаци да му ја пуштиш. Едно нешто кој ќе замолам, абе нема шанси. Нели ве замоли вчера за
Па идеш Што? и Во 11 во ноќта никој кога не гледа. Сите кога спијат. И да ти кажам, значи не претерујте зашто има од кај твојот премиер толку многу порачки што вестите на сите од секундон обичен се пропаганда на виборот. Кога си на вести? Денеска ли си на вести? Значи вчера имаше 7 прилога од вкупна 12 кои идеа по порачка. Анкета имало, па анкетата како се експерти да кажеле и све. Драган, денес ти си на вести? Не сум, не. Тина, ама не е проблем, кажем сутра. Ама не тој што ќе го пушта денес на МТВ, пуштете го. Ало? Кажи го. Не, итно, ама пошто возев не можев да пишувам порака и ради тоа звонев инаку. Се не знам дали се сменил нешто ставот, ама МТВ пак нешто се амбицираат емисии да правеле за ова. Нема да прават. Како? Нема да прават. Ама не, ова Лиле, се не ми се јавува ни мене, а знае да досаѓа некато задни ден, му се уела на Бачанов да кажа... Абе, ти кажа дека нема да прават сега. Лиле, ако продолжи така, може да лета од МТВ. Огромен број од овие 100 новинари кои што се следени со години, повеќе од 2, од 3, најверојатно некои и од 4 години, како што е Никола Младенов и неколку други новинари. Апсолутно не постои можност, ниту суд, ниту било кој представник на правосудните институции да даде решение, дури и да сака. Законот тоа не го дозволува и во таков случај тоа решение би било ништовно. Кратко по пресконференцијата на лидерот на СДСМ Зоран Заев, своја пресконференција одржа и премиерот Груевски, објаснувајќи кој, како и зошто прислушувал. Да ги слушнеме и неговите аргументи. Според досегашните сознанија, кои ги добив од Министерството за внатрешни работи, за снимањето стои странска разузнавачка служба, чиј главен соработник во Република Македонија е лицето ЗВ, кој развил своја агентурна мрежа во Македонија. Со ова паднаа во вода и сите обвинувања на опозицијата, дека ние стоиме зад прислушкувањето, зашто всушност тие немаат ниту еден доказ. Како се снимало? Е со така наречена тактичка опрема. Откако Зоран Заев започна да ги упатува заканите кон мене, МВР покани врвни експерти за оваа проблематика од позната странска компанија, која со своја опрема изврши проверка и утврди дека повремено на различни локации, главно во центарот на Скопје, непознат сторител врши нелегално прислушкување и снимање на телефонски разговори, користејќи мобилна опрема, чија локација постојано се менува. Овдека играта не е Зоран Заев. Тој е само еден најобичен инструмент. Камиказа. Овде играта е многу поголема. Преголема за неговите сваќања. Јас не сум човек кој функционира под закани и уцени. Дали во мојата канцеларија постојано се снима? Одговорот е не. Никогаш не се снимало, ниту ќе се снима. Освен доколку, како во случајот, обвинителството не издаде таква наредба, а по преходна оправдана пријава, и заради што беше монтирана, а потоа демонтирана опрема за снимање во мојата канцеларија. Се поставува прашање од типот дали се вистина разговорите на високите функционери од владата, чии разговори ги објавува Заев. Дали се веродостојни или не, ќе потврди судската постапка, низ законска процедура, предвидена во законите за вакво нешто. Јас нема да навлегувам во веродостојноста на материјалите кои се прибавени, искреирани и се објавуваат на незаконски начин и кои се дел од постапката. Сигурно јавноста се интересира и за тоа дали ќе бидат разрешени функционери или дали ќе си поднесат оставка. Во контекст на ова, сакам да потенцирам дека за овој случај никој не треба да брза со било какви одлуки и заклучоци. Во постапката, која што, како што кажав и преходно, треба да биде транспарентна, ќе се покаже се. Никој не треба однапред да биде суден, без да се знаат деталите и околностите за овие креирани материјали и не се утврди вистината ни судска постапка. Вие многу добро не познавате и внимателно ќе ги следите сите детали поврзани со ова. Нервоза, пцовки, гнев, лични негативни чувства, презир кон некого,
вербални реакции од кои подоцна сме се срамеле или за кои сме се покајале, сите ние сме искажале на различен начин. Но важно е тие да не се суштина на нашето однесување. И вие добро знаете, и граѓаните добро знаат, дека не се. Колку и некој да сака тоа свесно да ни го залепи, ставајќи го во одреден контекст, базиран на креирано сценарио. Ние мора заеднички да се одбраниме и ќе успееме. Овој случај треба и мора да има правна, институционална и политичка завршница и разрешница. Господин Груевски, дали ќе прифатите странски посредници за излез од политичката криза и да го искористам просторов, дали ќе има предвремени избори? За мене добре дојден секој оној кој доаѓа со искрени и честни намери да ја помогне на Македонија. Во врска со тоа дали ќе има предвремени парламентарни избори, одговорот е не. Господо, две пресконференции, две вистини. Ордановски би почнал со вас. Дали по новата пресконференција, по четвртата бомба на Заев и под објаснувањата од премиерот Груевски се ближиме кон некаков расплет, разјаснување на дилемите или напротив нов заплет кон некаква кулминација? Значи дека Македонија не е демократска земја, тоа знаеме со години. Ова што го објавува Заев и што е на агентите, во детали тоа го потврдуваат и верувам дека ќе се забавуваме, односно ќе тагуваме, бидејќи ситуацијата е трагична во суштина, уште многу сати ќе поминеме преслушувајќи ова што вика премиерот, како да кажам, секој од нас имал слабости, едно друго, тоа што уствари се случува како политика во Македонија се гледа низ овие агенти. Но такви пресконференции ќе се изнагледаме како што стојат работите, бидејќи мислам дека Заев допрва ќе предат на сериозни работи, кај што има криминали, кај што се работи за местење на избори, кај што се работи за потешки облици на злоупотреби на власта, кај што се работи за упат во бизнис и кај што се работи за пари. Овој очаен обид кој што го прави Груевски има повторно за цел неколку прости елементи. Прво да се дискредитира Заев, дека тој е странски агент, односно зашто очаен обид, не верувате во аргументите што ги презентираше една бајка која што е така една неконзистентна приказна. Во која што странците прислушкувале, ама не сме ги фатиле. Сме викнале странска фирма која што констатирала дека на неколку места у центар, ама не успеавме да ги фатиме. Знаеме која е странската држава, ама никого не протеруваме. Тоа се случува денеска, кога еден од осумничените, пазите, внимавите, за пуч, кој што предизвика две вонредни пресконференции на премиерот, е осуден на 3 години затвор. Вие денеска да поминете на Црвена ногица, 5 ќе веројатно. Заради тоа, во пучов дека се работувал и затоа е на 3 години. Па тоа да ви кажем, Заев, ако издржи работа, мислам дека за 3 месеци ќе го пуштат условно, ако не го повтори делото. Сакам да ви кажам, значи генералната оценка е дека премиерот само тоне, се заплеткува, се обидува да биде арогантен, па разбира дека тоа не може. Не може да мрдне од оваа ситуација во која се фатени на дело, протечени им се материјалите, нема што да прават, јасно има на нив, се обидува да прави нешто што се вика damage control. Се обидува да контролира штетата и да апелира пред се до своите. Веќе избори нема да има, немој случајно некој сега да менува страна и да протекуваат уште материјали. Пендаров, дали денеска падна во вода обвинувањата на опозицијата, како што тврди премиерот или не? Не. Не, на крајот на кризата, веќе мене не ме занима дали е тоа странска служба или домашна служба. Мене ме занимаат содржините и содржините се битни. Делумно го се слагам што рече Сашо, тоа е навистина малку чудно, странска служба, шврља овде, и она таа не се открива, него Заев кажува во оној познат видеоснимак од кабинетот, инаку околу снимање во кабинетите, мислам дека господинот амбасадор најдобро знае, нема кабинет на премиер во светот каде што не се снима. Добро, за тука имаме објаснување дека се посебни истражни мерки. Редовно се снима. Вотергейт е тоа. Само има падна председател американски. Падна за тоа што не, падна што снима во Демократската партија, не што снима во овалната соба. Сегде се снима. Извини се, тоа не е битно. Битно е ова, дека веќе ако има странска служба, јас и во една колумна минатиот пат не напишав,
Оваа влада треба Заев да го стави во затвор кој соработник, да ги заплени материјалите, да ги даде на јавниот обвинител, а веднаш после тоа министерот за внатрешни работи и шефот на тајната полиција на УДБА да си дадат оставка за тоа што дозволиле странска служба овде да шврља. Ги поставивте сите дилеми за кои што ќе разговаравме, а за кои што делумно слушнавме и некакви одговори или објаснувања на денешната пресконференција. Господине Николски, кој е вашиот став? Предходно во неколку наврати изјавивте, ценевте дека станува збор за случај во кој што, како што рековте, некој со криминални документи, некој што ги изгубил изборите со криминални документи сака да дојде на власт. Останувате на тој став? Апсолутно, и тоа во еден очаен обид, значи обратна е мојата диагноза, во еден очаен обид, кога не се гледат никакви услови за победа на регуларни избори, или редовни, или ворди, не е важно, се обидуваат на еден начин кој е нелегален, кој во цел свет би бил делосудски процес, кај нас ја дрма државата и создава една длабока криза од која многу тежко ги дечеме. Прислушувањето или нелегално е објавувањето на документи? Чекайте ме поред. Ситуацијата има повеќе аспекти. Ова што кажа премиерот денеска, ако е точно, а немаме причини да не веруваме, значи нема прислушување од страна на нашето Министерство на внатрешни работи, на луѓе во државата, туку се работи за двајца работени таму, кои се купени, платени од странска разузнавачка служба преку некој човек и дека тие документи, тоа се правило од 2010 година, дека од минатата година тие документи му се дадени на лидерот на опозицијата, кој ги чува во джепот и планира кој како да ги лансира. Но не доаѓаме ли тука до прашањето на господин Пендаров што правеле нашите служби да го спречат тоа? Чекайте се, јас зборувам се, ако сакате да ќе дебатираме после ќе реплицираме, меѓутоа сега да дадеме основната диагноза да дадеме, нели така? Значи се работи за многу важни аспекти кои мораме да ги дефинираме. Прво, значи ако е странска служба во прашање, не е исто дали е странска или домашна. Апсолутно не е исто. Ако е странска служба, сега имаме податок, уште не демантиран, дека е странска служба. Што мислите, таа странска служба зашто влегнала овде? Дека да помогне на Македонија, за да ја смени диктатурата која што вели Одановски и други? Не, за да го поддржи Груевски, веројатно. Зашто другчие? Не, Груевски во никој случај нема да го поддржат Груевски, зашто Груевски е неприфатлив за Запад, разбирате? Чекайте, а зашто странската служба не би била источна? И вие веќе знаете дека не е источна. Не, она што го најавија... Па чекайте, ако е прифатлив за исток Груевски, зашто тогаш Запад да биде? Ама чекайте, истокот кај нас не игра никаква улога. Како тоа не игра никаква улога? Никаква улога не игра. Па зашто тогаш оди Груевски на исток? Ако истокот те игра никаква улога? Кога отишол на исток Груевски? Па еве ја ќе ви кажам во теков на вечера. Знаете ли колку пати биле за Москва во изминатата година они? А вие не знаете. Не знам. Па и прашајте го Груевски, кој ќе го видите колку пати лете. Немам контакти со. Па деве воспоставете контакт, видите отворени денови на влада и отидете таму прашајте. Не, чекайте, дозволете вие сега, тоа е многу важно. Сега мојот зборот се пак ми летавте во збор. Јас вас остави да зборувате. Значи, ако е точно, еве се ќе ви реплицирам дека одел во Па не он, високи функционери. Беше подпишува таму и договори за Јужен поток, не подпиша, подготвува уствари. Значи, ако е такво, тоа значи уште посигурно доаѓа западна сила која не сака да прифати да ни одиме према исток. А велам сите тие приказни кои вашите истомисленици ги лансираат дека Македонија е према исток, која е таа западна сила, господин Миковски? Ајде да видиме која е таа западна сила. Ако сакате, ако ме прашате мене, пак ми скокате. Албанија ли на запад? Пак ми скокате во збор, не Албанија. Кој? Веројатно Малта. И јас исто мислам дека е Малта. За двете страни работи. Што не изговорите, господин Николски? Што се плашите да изговорите таа странска? Добро, ја почнавте дебатата. Не почнав дебатата. Вие рековте дека почнуваме да ги стеснеме само оценката. За да почнеме после едно поедно. Да стеснеме оценката, така не би даваат збор. Ајде, повеле. Значи, одиме на тоа, да направим прво диагноза. Прво, кој го прави тоа и која е целта, разбирате. Ако го дефинираме тоа, многу полесно ќе дадеме заклучокот. Значи, диагнозата према она што ја знаеме е странска служба. Го рече премиерот тоа дека не шпионирал, односно не прислушкувал МВР, него двајца платеници од странство, кој едниот е казнет по договор, дали е малце или повеќето е друго прашање, другиот е исто така во процедура и мислам дека следниот чекот ќе видиме ќе има нови апсења, предпоставувам. Значи, тоа е првото. А второто, дали тој потек на таа странска служба е да и помогне на Македонија или не. Ако го гледаме тој мозаик,
Вие се фаќате за диалог, јас мислам ова дегутантно да ги слушате што разговара министрите. Ви тврдам дека Ма и тоа што го правите дегутантно. Ајде ме да зборам јас. Добро, кој е вториот момент па да ја почнеме дебатата по сите. Ако ги снимале француските министри, германските, британските, бидете сигурни дека истото го прават можеби и на повулгарен начин. Чекајте сега, јас зборам сега. Ајде ве молам завршете. Ама не може да зборам јас, две министри не кажав. Ако одиме од дебата, дозволите ми да зборувам. Кажете го вториот елемент, првиот елемент рековте диагноза, вториот е Вториот е целта на таа цела операција. Добро. Целта на таа операција е да се дестабилизира земјата. И ни сите овие настрани од бојкотот на парламентот после собранието, после изборите, барањето на консензуален председател, сега ова афера, се дел од сценарио, разбирате. И ова што се случува не е апсолутно наивно, нити намера да се помогне на Македонија. Целта е да ова земја од внатре се струши. А кога не успеа војната од 2001 година, кога со оружје сака да не рушат како држава и да не разнебитат како народ, сега тоа сценарио се одвива по планот Б, кој државата се руши од внатре. И за жал, некои наши политички сили, некои сосема свесно и играјки на картата, она што не го реализира од 2001 година, го прават од внатре сега со консензуален председател, а другите свесно и несвесно оддат во истото сценарио и ја рушат државата. Ова се случува сега моментално е на долгорочна штета на севкупните интереси на овој народ и нова држава на една долга стаза. Абе, господин Никоски, мисли дека сме усите. Се извинам, Абе, телба е ова. Борете. Мора да имате елементарно почитување на наша минимална интелигенција. Значи, кога сте дошли да не навредувате, да мислите дека сме ние глупи, како и овие што не гледаат. Па овде каде ни верглате за тезата дека... Јас само зборам со мојата теза. Со нивото со кој со заговорите кои ги заговарате, тој крупно. Што нема заговор за Македонија? Се разбира дека нема, има заговор од власта да ја злоупотребува својата институција. И власта не блокира во Брисел, нели така? Не блокира во Брисел и не става. Затоа власта го прави. Не блокира во Брисел, става уче на името па членство. Значи тезата на господин Никоски и тезата на власта е дека станува збор за странски служби. Тук имаме разработување на таа теза, дестабилизација и ова. Кој е вашиот контраргумент? Јас имам малку различна теза од едниот и од другиот соговорник. Например, јас потполно заговарам тезата дека Груевски на последните парламентарни избори победи легално и легитимно. Со голема разлика. Јас не го прифаќам бојкотот на опозицијата. Не го прифаќам бојкотот на опозицијата и мислам дека опозицијата направи грешка. Јас тврдам дека она што го рече Сашо, дека ние сме недемократска држава, но таа недемократија трае од 91 година. Например, ти си жртва на таа недемократија во време на СДСМ кој директор на телевизијата, да не одиме понатаму. Да не се враќаме. Да не се враќаме. И јас. Не е спорно, не викам дека не. Мене ми избрка од работата и сам си отиде. А не се. Значи, да, не е важно. Значи, сме ги осетиле таа, не успеавме да воспоставиме механизми на демократска контрола. Не успеавме да воспоставиме механизми на контрола на законодавната власт врз извршната и останатите. Ние имаме во устав и во деловник и во закони, но имплементацијата е нула. Значи, јас тврдам, и ќе се сложите со мене, мислам дека ќе се сложите. Ако таа странска служба го снимила Заев и открила дека Заев или било кој друг правел, организирал вистински воен пуч и му го дала на Груевски, немаше се објави у рок од 3 минути, ќе се објавиш. Значи, тука, пак ќе речам, нека е странска служба, нека, реков ја на почетокот, странска служба, амбасадорот протерајте го. Овие у затвор, со се Заев, со се документите, а веднаш после тоа министерот и шефот на тајна полиција оставка. Значи, тоа е политичко. Има ли интерес да е странска служба? Ја не верувам у тезата дека Македонија е пупокот на светот и сите врз нас сакаат да уништат. Ја у таа теза не верувам. Например, јас од 91 година тврдам дека една голема грешка е прифаќањето на ФИРОМ од 91. Луѓе кои во 91 година тоа го велича, сега зборуваат нешто друго. Од 91 напишано. А дали тоа случајно тој ФИРОМ, односно Поранешка Југословенска република Македонија? Не знам, ама зашто го прифатија тие што беа на власт? Остите приказки за лаги деца, остите бајки ве луѓе да слушате. Фатени се со спуштени гаќи. Прислушкува. И тоа прислушкува масовно.
на тој начин како што ќе чуеме. Местеле избори, местеле сделки, решавале за судбини, како ви кажа, ќе лета од работа. Вие се и преслушале тие студенти. Еве ги гледам, ги слушам секој ден. 500.000 евра дај му за Република Македонија, а името не го даваме. Па ќе лета од работа, па овој, не се секирете за нив, ја тоа само уште да се превземе. Абе гледате ги лентиве што зборат да телевизија директор. Абе остете ме вие кога бевте амбасадори, вие ги работевте за странска служба Никовски, вие додуше може да сте работеле, јас не сум работел за странска служба, но не се откажувам од тоа да размислувам рационално и логично. Дали вие ги следите наредбите на власта кои ти на телевизија? Господине Никовски. Дали бевте вие? Фатени се во прислушкување луѓето, масовно е правено тоа. Тоа потоа го злоупотребува за да владеа. Потребува за да владеат, да местат избори, да местат човечки судбини. И тоа го гледаме како течат из материјалите. Остите ги овие приказки дека мобилни, како беше технички мобилни тимови, кои експерти и странски констатираат, ама не ги фатиле во Скопје. Па во Скопје вие се извинувам ја и вие да правиме мала нужда на некој парк, ќе не уапсат за 2 минути. Сакам да ви кажам дека приказката на премиерот е бајка за мали деца. Многу ја мислеле, направиле едно компликувано сценарио. Па не се знае што кажува сценарието. На ниедно суштинско прашање нема одговор. Дали е ова точно што кажуваат на ентитет, за тоа ќе утврди истрагата. Дали ќе има избори, нема да има избори, не попуштаме, нема се плашите. Дали странската служба ја знаете, ја знаеме, ама не смееме да кажеме. Вие само последиците ги третирате. Вие не се гледувате. Значи, видите, од дрвата вие не гледате шумата. Трагични од дрвата не гледате шумата. Ама добро, имаме една демократска власт. Шумата е дека ние сме во тешка политичка криза. Абе не тероризира. Тоа е точно. Дека сега ќе ни дојдат пак елементарна честност треба да го видите тоа. Се извинувам. Ќе ни дојдат сега странци да ни ја средуваат работата. На крајот на криштата меѓу редови премиерот денеска призна. Секој добронамерен странец ќе ни даде тројката Вајгл, Кукан и бившиот известувач. Кој сака дека дојде? Не, ќе дојдат и што пак ќе излеземе со Палома. А нема, овој пат странците ќе не влечат за уши. Видите. Ама кој го прави тоа? И со која намера го прави тоа? Вие што ни мислат лошо? Видите. Прво, ширење на нелегални документи е кривично дело, вие се служувате со тоа? Па се разбира, уште повеќе правењето на нелегални документи. Вие се служувате со тоа. Кој ги направи? Па Мијалков и неговите служби, господин Никовски. Кој вика бе, тој што убеше? Тој што ги прави, вика, питај мог брата лажова. Зашто, видите, ако снимал Мијалков, разбирате. Ако чекајте, ако Заев бил сниман, што не го покаже да разговарате на Знаете што значи да влезе Мијалков ли да го покаже? Па Мијалков бил странција кога прислушува. Ако ги покаже, ама слушайте, Заев слушан или не е слушан? Од кај да знам ќе видиме. Ако е слушан, слушан 100%. Зашто не ги каже неговите снимки, да видиме што тој разговарал. Ама да нешто е разговарал. Ја рушил државата. Ама што разговарал? Крадел, како да ви кажам, слушайте, неговите разговори може да се повулгарни и по-неодговорни. Така, ама не ги прикажува. Што не ги прикаже? Сигурно и повеќе пари крадел. Он вели дека го прислушкувале. Нека прикаже. Кој тврди дека ова што го прикажуваат не е извадено? Јас не ги бранам. Секој дозволите. Секој е прислушкување. Чекајте, една работа. Дозволете, една работа да расчистиме. Секој прислушкување казниво дело. И сите што прислушкувале Мијалков ли, министерката, треба да одговараат. Каде? Во кои институции, господине Никовски? Во оваа држава. Кај што јавниот обвинител е дел од лентите, кај што местат судии, кај што местат судења. Во таа држава, кај што ги натепа претениците во парламентот, кај што го прогласија договорот за тоалет картија. Не, чекајте, вие да ме прашам, во која држава? Кој ги постави судиите оваа држава? Па еве ги Мијалков и Јанкуловска. Не, вашата партија, од колку 600 суди, поддржувате една партија. Ја поддржувам демократија. Во демократија во држава нема, господин Никовски, демократија нема никаде во светот по вашите мислења, а во Македонија нивото на демократија не е светско, разбирате. А што мислам, во Америка има демократија? Ајде едно поедно. А што се случува во Гантанамо? А што се случува во Гантанамо кој таму демократија? А што се случува во Сибир? А што се случува во Јужна Африка? А што се случува? Абе кажете ми во кабинетот на премиерот што се случува? Господин Никовски. Ама вас не прислушкуваат, господин Никовски. Најверојатно. И вас не ви пречи тоа? Не ви пречи воопшто. Па добро, вас не ви пречи, не ви пречи. Па ви пречи што имате тајни мисли, може ли тајни намери? Па имам, како де? Па че имам тајни, па сакам да ми останат тајни. А зашто не ги прикажат вашите ленти па да видиме што се тајни? Јас сум најголемиот рушител, мене за крај со грујето. Да се вратиме на еден по еден аргументите. Зошто сметате дека е невозможно ваква операција како што
изјави лидерот на опозицијата Заев дека се опфатени околу 20.000 или дури до 26.000 луѓе да се изведе од надвор, како што тврди влада. Дали е невозможно? Да. Возможно е. Само не е плаузибилно. Иначе возможно е да падне метеорит во Скопје и да го уништи градот. Значи возможно. Технолошки е сосема возможно. Еве, Америка милиарда, Русија да речеме не прислушкува никого. Апсолутно. Ни жена му не апсолутно никого. Нема Сноуден. Значи ме разбирате. Сакам да ви кажам, значи тоа е возможно. Меѓутоа е глупава тезата. Глупава е тезата да господин Никовски. Па он мисли дека сме и ние глупи, па сега ќе дискутираме. Па дека Америка не прислушкува. Дека моите тајни длабоки, вие велите јас сум прислушкувам, да моите тајни што со жена ми како се договараме. Дали Америка го прислушкува? Америка не прислушкува. Дали Америка прислушкува Меркел? Абе Мијалков не прислушкува. Дали Америка прислушуваше Меркел? Па има, се разбира како да. Вие сте амбасадори, треба да знаете. Па дека Груевски исто да. И за нас не прислушува. И дека Груевски како Меркел важно. Како што работава најбоље да излезам. Повелете пустиме колегите. Прво, по распадот на Југославија, само уште една работа. По распадот на Југославија, бројот на тајни агенти у Македонија, не како каф е, огромен е. 1,5 милион. Не 1,5 милион, можда 900.000. Значи, бројот на агенти, тајни агенти у Македонија е огромен, затоа што овдека има разни планови, концепции кои се нереализирани. Говорете, господине Никовски, ама имаме и служби кои треба тоа да го спречат. Зошто тоа не го направи? Толку сме немоќни, толку едно лице ЗВ, како што го споменуваат, толку моќно да го подкопат целиот афера. Во истата работа, да. Требаше прво да го организира. Вака. Чекайте, се видите ова. Не, истина вие двајца претерувате. Прво да почи до колегата. Прво вака. Пак ќе повторам, не знам зашто морам да повторам. Еве, прифаќаме тезата странски служби. Прво, странска служба нема да прислушува 26.000 луѓе. Нема. Бидејќи е нерационално за таа служба. Таа што сега да дознае? Или ќе ги слуша public opinion maker, Сашо, амбасадорот, ајде мојата маленкост можеби, иако ја не сум толку голем, тебе, водиш емисии. И колку сме? 26.000 нема да слушат. Ја дури се сомневам дека 26.000 луѓе во Македонија слушала нашата служба. Ова со кој оперира Заев, тоа не. Они таргетирале 500 души, например, или 600, и тие направиле 40. Тоа е мојата... Чекај, извини, тоа е мојата теза, сега не се мешај. Мојата теза е тоа, дека секој тие 500 луѓе, ако направил по 50 разговори, тоа се 25.000 разговори. Ете се 25.000 луѓе. 50 различни со различни луѓе, ете се 25.000. Значи, пак ќе речам, јас прво, теорија на заговор врз Македонија која ми се прича, ми се зборува долго време, не прифаќам и не ја признавам. Не ја признавам. Ако веќе има странска служба која шврља низ, да ти фати двајца службеници, и тоа на клучни места. Тоа значи у моментот, се извинувам, директорот на ЦИА си даде оставка само затоа што го фатија со љубовница последниот. Премиерот рече треба да се видат сите докази, сите постапка. Ама што да се види? Премиерот тврди дека имало странска служба. Пеки, имало странска служба, прифаќам. 100 пати повторувам. Заев и сите у затвор, у истражен, или материјалите ке обвинителот, а овие двајца, тројца одговорни луѓе, политичка разрешница, оставки, а потоа ќе одиме на правна разрешница. И сето тоа повторно да се врати во парламент. Значи, институционално да се решава. Инаку друго решение нема. Добро, ќе ја продолжиме дебатата, меѓутоа мораме кратка пауза за реклама. Добре дојдовте назад во топ тема со моите гости Саша Ордановски, Тодор Пендеров и Ристо Никовски. Пред да почнеме оној друг аспект на меѓународниот аспект, влијанието, можните решенија, посредници и така натаму. Господин Никовски имаше една реплика околу тоа што вашите соговорници не ја прифаќаат теоријата за заговор. Ако сте имам право на... И јас те ја прифаќам теоријата на заговор. Но ја заговарате. Не. Нема теорија на заговор против Македонија, меѓутоа има реална политика која на реална политика на туѓи интереси, пред се американски, да бидеме јасни, по распадот на Југославија, во кои интереси не се вклопува македонската држава. Што значи тоа? Да, дозволите. Значи, затоа ние имавме случај да не признава. Америка не призна после 2 години.
после 4 години пати амбасадор, не случајно. Основниот гест во меѓусебните односи е признавањето, значи не признаваше. Државата не ја признава ни Европската Унија, не ја прифаќа Обединетите нации, таму и наметна референца, немојте да го спомнувате ФАЙРОМ или ПРМ, тоа е референца. Тоа е хатенката е навредлива. Значи, па да го не го почитува повелбата, уставот на Обединетите нации и наметна додатни услови на нас. Зашто? Случајно? Не случајно. Не беше тоа заговор, тоа беше политика, реал политика, типична реал политика. Доаѓа да одиме да прескокнуваме привремената спогодба. Погубна за Македонија, по многу што. Не го трошите времето. Ќе дојдам, па дозволите ќе ви кажам, ама не за говор, дозволите да ви објаснам. Ќе дојдам, да не бе американците немаше Вие не гледате шумата од дрвата. Аз сакам да кажам дека дрвата се дел од шумата. Само ви молам да не бидете толку екстензивен, бидејќи имаме навистина многу кратки дели. Зборе сум да кажам, да четврме да завршам. Повелете. Значи, да дојдеме на привремената спогодба, да одиме на 2001 година. Што се случуваше 2001 година? Кој интервениш во Македонија? Албанците од Косово? Де? МПРИ беше во Скопје, разбирате. И сега е тоа со прислушкувањето. Во Рачиново ги фатија 19-17 американски. И сега е тоа со прислушкувањето врзано. Дојде 2004 година кога Охридскиот договор 2004 година, гледате да гледате работите во една континуитет. Не се мајаме која се мајаме врзана трибина у село Кучково. Народот разбира кој не разбирате. Народот разбира. Иако е телно прашање. Значи доаѓаме 2008 година, разбирате, кога на Македонија и поставија блокада, уцена и ултиматум. Прво е тоа членство. Го признавате Хашкиот суд, ваши демократи. Не го признаваат. Добре, дозволете. И сега тоа, значи, кога не успеат 2001 година со оружје да служат ова држава, ја рушат од господин Никовски, да не беше Америка, немаше да постои држава. Ама цела вечер зборите, бе, господин Никовски. Ама зашто се ова историска лекција ни ја држите од 91 година? Ама кај бевте вие 91 година? Ама да видите шумата, да видите. Вие не гледате шумата. Вие се фаќате за телефонски разговори, вас него сакат некучоци. Ама не, вие во телефонски разговор да кучувате. Направија фирма за износ на дрва, бе, само едно прашање за двајцата се говори. Многу кратко. Навистина 15 секунди. Не, ама чекај да завршам. Ама вие навистина сте екстензивен. Господине, која е шумата сега? Шумата е тоа што од 2008 година се руши државата од внатре и сите овие чекори што се прават, тоа е рушење на државата од натре и консензуалниот председател, кој е рушење на уставниот поредок на земјата и бојкотот на парламентот, кој е исто така рушење на уставниот еден класичен огромен пораз. И тепањето на претениците исто така. Тоа се работи кои заслужуваат осуда и така натака. Меѓутоа, зборувам за ова, и ова се со прислушкувањето е рушење на државата, рушењето на угледот на државата, меѓународниот рейтинг и ние сме сега. Може да поедноставам? Уште една реченица да кажам. И тие што веде за 6 месеци ќе не пикнат во НАТО и ЕУ, што лажија, флагрантно, сега го прават нашето влегување во НАТО и ЕУ не само незамисливо, него не на долгорочна, незамисливо долгорочна. Може да поедноставам и да ми одговорите со да или не, па да продолжиме со дебатата. Дали сето ова теорија која што ја поставувате, вас став или според вас реалност во ред, дали тоа значи дека сублимирано сакате да кажете дека Заев влегува во игра на странски служби за разнебитување на Македонија? Тоа е вашата теза. Апсолутно. И додека оваа гарнитура на СДСМ не се тргне од власта, ова држава ќе паѓа надолу во наштета на сите вас тука и на сите граѓани. Господин Пендаров. Па не, јас само на едно само ќе одговорам на оваа теорија на заговор. Дали е теорија на реална политика или по моја, па не е прв пат да го кажам, не до 10 пута го имам напишано, или покажува дека ние како спаѓаме во групата на неисториски народи. Неисториски народи не значи дека немаш историја, напротив, неисториски народи значи дека ништо не си научил од историјата, тоа се покажува. Доста Димовска е бутна Верушевски, сега пак е Верушевски, барем кога слушам во игра, дали е точно или не е важно. Али е во игра, официјално. Значи, дали имаме ние капацитет за државотворност? Знам, ова е многу херетички, али некои работи ми покажуваат дека последа и кај нас нема она критична маса на луѓе кои може да направат држава. 91 година, кога имавме ние референдум за самостојување? 91 година со хемафродитно прашање против уставот. Нашиот референдум имаше две прашања. Единствен. Од сите други републики нашиот имаше две прашања. Али не се, да не одиме назад.
Значи, нема теорија на заговор. Ова мене или теорија да се уништи државата. Ова станува збор за внатрешна пресметка меѓу политичките елити, односно политичките партии, која започна од страна, тоа е моја теза, нема никој сложи, која започна неоправдана од страна на СДСМ со непризнавање на изборите. СДСМ прифати да се оди на избори, СДСМ да не прифатише да се оди на избори. Ние сме заробеници на суетата на водството на СДСМ, а сето тоа ја прави власта се поагресивна, при тоа заборавајќи на се што се вика правна држава, владење на право, демократија, слобода на изразување, независност. Тоа е мое, точно од мојата колумна, точно. Тоа е цитат од вашата колумна. Може опозицијата да издействува такво однесување на власта, како што тврдите? Гледайте, кога една суетна опозиција ви отвара простор да се однесувате понатаму во таа иста колумна, имам уште една работа, ви остава простор, што би рекол народот, да сте село без кучиња, нормално, секоја власт, ајде да си имнеме на обичен јазик, ќе забега и ќе си прави она што сака. Посебно во една држава или во едно општество како што е нашето, со таква ниска политичка култура која сите ја имаме, вклучувајќи ме и мене, нема да речам за вас, и мене. By the way. И во тоа нормално дека и тука е проблемот на таа опозиција, што тоа за забегувањето на власт е виновна опозиција. Не. Опозицијата само создава услови многу полесно власта и е виновна за забегувањето на власт. Слушај, сега ти ја извртуваш. Значи нема ништо поопасно од суетна опозиција отколку суетна власт. Оваа власт, гледаме сега како. Не спорам дека е суетна, али гледате. Заев девете порази, избори да седи на бихачка. Па еве сега ќе видиме како се поразите бе, господин Тошо Пендаров. Значи 2011 година да ве подсета, опозицијата имаше повеќе гласови од власта освоено. Од тука натаму ги слушаме лентиве. Како имаше 2000? Па така, вкупно се заедно опозицијата имаше повеќе гласови од власта Тошо Пендаров, кој што седиш во парламент, провери ги цифри. Тоа е факт, тоа е факт. Сите заедно Сите други заедно. Сите други заедно, се слагам точно. Сега ќе чуете на следниве ленти како се прави на изборите понатаму. Точно е тоа. Значи вие се ги слушале лентите. Јас сум ги слушал сите ленти, све до детал сум слушнал, господин. И затоа не можам господин Никовски да ве слушам, како ми кажете за 91 за 89. Не, господин Никовски прашува дали ги слушали оние ленти. Ма све сум слушал ја, како и не објавени, допрва што ќе се снимат сум ги слушал. Значи сакам да ви кажам, видите. Немојте да ја замајаваме јавноста со некакви заговорнички историски лекции. Проста е работата. Опозицијата излегува со огромен скандал. Власта на тоа парира дека скандалот е голем, но не е продуциран миф од странска служба. И тоа мора да се расчисти релативно, да кажем едноставно. Ако власта не документира дека за тоа стои странска служба, и тоа се знае како може власта да документира, ние до овој момент, веќе месец дена немаме ниту еден протеран, ниту демарш. Според премиерот не може да се соопшти во интерес на истрагата. Па сега како да ви кажем, премиерот денеска ни раскажува, пазите, денеска премиерот бесрамно одржа еден саат, во кој прераскажува судски случај, детали од истрагата, уште не е подигнато ни обвинение против Верушевски. Допрва му го продолжува притворот за 30 дена. Денеска премиерот прекрши едно 30 закони. Он ни раскажува денеска пред камери овој детал за судењето. Чекајте бе луѓе, има јавен обвинител у државата. Добро, ние знаеме дека оние видовме како го местеле. Ама барем пуштите го јавниот обвинител да си истера работата. Премиерот не вика странска служба. Ами што ако јавниот обвинител констатира дека нема странска служба? Што правиме тогаш, како се тоа, на кого да му веруваме? Па чекайте, ви се молам, не е тоа нов момент. Премиерот има да ќути додека не заврши истрагата. Има да, ама не ме разбират, видите, премиерот не смее да преюдицира странска служба. Не смее да преюдицира зашто е Верушевски виновен апсен. Ни раскажуваат приказки дека жена му на Верушевски на службениот компјутер на работа ги чувала снимките. Ни раскажуваат дека овој што е уапсен овој клучниот од МВР што прислушкал, ги чувал дискоите у својата канцеларија. Ни раскажуваат дека син му е фатен како го крши со секира компјутерот, а син му не е уапсен. Ни раскажуваат дека, како да ви кажам, приказки за мали деца. Па де баш така, за вакво смеење се приказки. И сето тоа ни го кажува премиерот пред камери, во случај кога се уште не е подигнато ни обвинение господине Никовски.
И сега вие викате во институциите. Па денешниот одговор на премиерот го осуди. Он рече дека е странски служба, предавници, ќе ги апсиме сите. Како? Кој премиерот тоа да го кажува, бе, господине Николски? И Никсон кога го фатија не го правеше тоа. Си поднесе оставка, човекот вака мавна од хеликоптерот и си замина во вечност. Не ја повреди пресумцијата на невиност. Ма немојте, не ја повреди пресумцијата на невиност. Детали раскажуваше од обвинението. Ама он детали од обвинението едно, а па чекайте, докази изнесува. Како процуреа снимките од неговиот кабинет, па кој му ги дал тие снимки на YouTube? Па вие навистина мислите, па самиот вели дека дошле службеници од МВР, монтирале камери. И како ти одедна се појави? Па те се дел од постапка, господин Николски. У цивилизирани земји тоа е unadmissible. Тоа не може да се поднесе веќе во судскиот процес. Вие разбирате ли со кого си имате работа? Се отворила како доказ. Се молам и сега на тој премиер ние ќе му веруваме. Па погајте го човекот денеска се изгуби. Господин Николски, едно прашање кој амбасадор. Велите, нема во текот на постапката ќе се открие која служба. Ако се фатени странски шпиони, тоа треба да го знаете кој амбасадор. Државата што ги фатила тие што биле странски служби, платеници овие двајца од МВР што се у затвор, тие ќе си трае судскиот процес. Во моментот, два тројца, ако не амбасадорот, барем првиот секретар или аташето за штампа, зборувам, зависи, валјде нашиве знаат во кој амбасада е одговорен за вакви работи, ќе се протераат тие луѓе. А ние никого нити сме протерале, затоа малку ми виси во воздух тезата за странска служба. Чекајте, само да одговорам, најкратко. Видите, прво, ниједна земја не е директно обвинета за учесник. Ниту една. Второ, ниту една, иако индиректно се надзира. Кој е таа земја? Јас кажете ни, охрабрите се, кажете ни. Тие не успеа да разберам. Јас разбрав. Кој е, Бугарија ги? Не. Русија ги, господин. Индиректно се подразбира. Едно се подразбира. Меѓутоа, видите, не значи дека има човек од амбасадата инволвиран, не значи дека има тука директно агент. Они го посочија еден наш граѓанин кој му кажа со иницијали, значи не кажа кој е, пресумција на невиност, дека добро да го знаеме сите, дека тој човек го знаеме сите. Како може да така господин Николски? Добро, значи тој човек кажа дека бил инволвиран, дека фатиле документи криминалски во компјутерот. Тоа не може премиерот, премиерот има увид во истрагата, господин Николски. Што му поднесува извештај обвинителот секој сабајга на премиерот што има во документите. Официјално е сознание на МВР од контактите со чекајте, МВР работи по закон, МВР работи за обвинителство. МВР не може да дојде на сабајга и да му каже на премиерот што има у актите. Да, може. Како може? Па МВР во секој свет, во цел свет е така. МВР, дозволите, МВР е орган на владата. Министерство на владата и министерката. Има закони, бе, господине. Кај е министерка, ви тие закони не се кршат со тоа што... Што се мешаат во истрагата? Не, чекајте. Во истрагата која врши МВР? Не. Па како не разбирате? Па вие елементарно не ја разбирате правниот систем, господин Николски. Истрагата ја води и ја врши обвинителот. МВР е само сервис. Да. Ме разбирате, ако треба кола да запрегнете да уапси некој по барање на обвинителот. Тоа ова денеска што го говореше премиерот, значи дека обвинителот секој сабајга може 2 пати дневно. И дека премиерот вика, види се Груевски. Денеска најдовме овие документи. Види на страна 2 што пише, срам да му е. И ово излегува пред камери и се брука овдека пред сите. Не треба што таа Турија, скандал, не може вас да ве уапсат, бе, господин. Ама чекајте, вие сте правник. А вие што сте вие? Ама вие сте рационални ли сте? Вие нормален човек сте. Оти не ова за правни луѓе. Ова треба да... Ама ви се видите. Ако немате аргументи, немојте да имам аргументи за луѓе кои што разбираат што се аргументи. Видите, истрагата ја врши МВР под набавање на обвинителот. Обвинителот кој сам ќе оди да истражува. Сите елементи од истрагата ги собира МВР и му ги дава на обвинителот. Не, на обвинителот. Од кај ги знае премиерот? Добро, да скратиме. Немојте вакви работи да тврдите, премиерот излегува и ни кажува детали од истрагата. Сите цялата истрага ја врши МВР и ја дава на обвинителот да покаже. Од каде ги знае премиерот тие работи? Затоа што МВР е орган на владата. Значи МВР го информира премиерот. Апсолутно. Па тоа кажете бе господин Николски, па цела време тоа. Секој министер го информира премиерот. Така, и за истрагите. Да, и за истрагата, точно така. И премиерот може да даде и насоки како се и да излезе на пресконференција да коментира и да наложи како да се суди исто на
нашиот исто и тоа може. Не наложува. Он нека каже, он само ги кажа Имаме информациите кои ги доби од МВР и таму кажа. Имаме судеа Санадер, дали никогаш се слушнавте Косор да каже збор? Тоа е нормална држава, ви се молам. Ние збориме за Македонија. Санадер кој се судеш? Не ја следам Хрватска и не верувам дека не ја следам. Искрено да ви кажам, не ви верувам на оваа последна изјава. Искрено да ви кажам, не верувам. Вие сте човек кој се следите, посебно Балкан. Не, ама тоа вие можете се да зборите што сакате, ама искрено ви кажам, не ви верувам. Судењето на Санадер воопшто не ме интересира, не сум го следел. Не викам дека ви интересира, ама истрагата, елементите кои ги има МВР, тие аргументи МВР по службена должност треба и мора да е. Николски, ако може премиерот да излезе да прави служба. Јавниот обвинител ги добива, истрагата ги добива фактите, аргументите и врви сцени или ги одбива или ги прифаќа. Ама премиерот каде е овој премиер? Не може да врши истрага сами да. Ајде да пуштиме тоа нека разборам. Имаме уште многу малку време, неколку прашања за да влеземе во завршницата и малку да се смират тензиите тука. Уште една пауза за реклама. Добро. Конструктивна дебата. Пауза за реклами, па се враќаме со завршницата. Повторно сме назад во топ тема, влегуваме во завршницата. Ако со нешто може да се согласуваат во овој момент или испраќаат идентични пореки и власта и опозицијата, тоа е дека ова некој вели скандал, вонредна ситуација во ова меѓувреме, во ова пауза слушнав, дека сета оваа криза мора да има институционална, политичка, институционална, правна и политичка разрешница. Како господине Пендаров, ако претходно еве и вие констатиравте дека е пробиен безбедносниот систем, дека е деградиран правниот систем, недовербата е се поголема и поголема. За жал, нема друго решение. Ја не ја прифаќам теоријата која слушам дека ова криза може да се реши на улица. Например, ако не се лажам, ја не сакам кога нема луѓе овде да спомнувам имиња, али ќе спомнам последното интервју негде на Гошев, беше негде го прочитав, и вели ни останува само улицата. Мислам, таква теорија не прифаќам, бидејќи тоа би значило, според мене, крај на оваа држава. Наистина крај на оваа држава. Пак ќе речем институционално, повторно ќе ни требаат странците по се изгледа, кои и овој пат цврсто нема да дозволат да биде палома хартија на крајот производот. Значи, во рамките на институциите, пред се во рамките на собранието, нема сега да ми кажеш ги тепаа пратениците, те молам, знам што ќе кажеш, те видов по фаца дека тоа сакаш да кажеш. Немаме уште многу време, ве молам со кратки поенти. Значи, во собранието, со помош на странците, прво да се формира мора да се оди по тоа, да се формира комисија која многу транспарентно, јавно, ќе дали е тоа странска служба, дали е тоа домашна служба, а второ, најважно, дали се тие снимци автентични и за содржината некој да одговара. Тука, за да се формира комисија, треба да се врати опозицијата. Опозицијата вели не се враќаме без техничка влада. Премиерот денеска уште еднаш потврди, може да разговараме за све за техничка влада, некако да се изманеврира. Се слагам. Да. Мислам дека и тука и странците, односно Европска унија, јасно испрати сигнал и Хан, а и одбивањето, односно одложувањето на средбата Јункер-Груевски, јасно ставија за мене јасен сигнал дека владата е должна да создаде минимални услови за диалог. А мислам дека минимални услови за диалог во овој момент би биле оставки на некои луѓе од владата. Кој? Нормално кој? Министерот за внатрешни работи и шефот на УБК. Господине Николски. Врз основа на тоа што странски служби шврляле низ држава. Господине Николски, како да излез од кризата? 20.000 фајлови не направиле. Премиерот не е против посредништво или рече сечија помош е добре дојдена, која е вашата дијагноза? Јас реков дека сето ова што се случува последниве денови, односно поточно од последните избори, оди нарушење на државата од внатре и за жал активни чинители на тоа се опозицијата, една друга партија која е дел од владечката коалиција, и дека тие продолжуваат со таа своја политика, не водејќи сметка ни за 5 пари за интересите на државата и на секој граѓанин. Значи, да, дозволете. Значи, ако
намерата на опозицијата. Ама се извинувам. Чекайте, Ја не сакам да завршам се мислата. али морам да ви скокнам. Да завршам мислата. Не, само Кој завршам мислата после, кој завршам мислата партија која во влада. Кој завршам мислата. Оваа партија која води владата, како дозволува една партија да биде против државата? Ајде ве молам. Ако таа опозицијска партија, тоа нејзино водство сега, во очајничките напори да некој дојде сепак до власт, има добри намери, поштени и чести намери према државата, ќе слуша она што гостите се обетуваат, а тоа е враќање во парламентот. И тие јавно викаат дека немаат намера. Ако се вратат во парламентот, нели ќе се следат работите и тие нивната шанса за улицата, како што ја и Гошев и други ја потенцираат, што е навистина водат во хаос и уништување држава, значи тие играат на таа карта. И ако некој тие сите што ја поддржуваат таквата политика, работат против интересите на држава. Тоа е мојата поента. Погледнувам во часовникот, кратка оценка, зошто Јункер ја откажа средбата со Груевски, кон кого е пораката? Кон него или кон опозицијата или кон двајцата? Видите, Јункер, Европската Унија и некои други светски сили не работат во интерес на Македонија. И покрај другото, за сите нив крајно неприфатлива е владеачка гарнитура, бидејќи е непопустлива во однос на името и идентитетот на македонскиот народ и тие прават све и ќе прават све да ги сменат. Во Вашингтон, кој беше премиерот, држеше пресконференција на улица. Уште еден коментар од вас како дипломат, што значат најавите? Некои велат и заканите од амбасадата на САД дека е можно да има и поединечни санкции во форма на замрзнување имот, укинување на визи, нови црни листи? Тоа нема никакво значење. А дека американците играат негативна улога во развојот на состојбите во Македонија, тоа секој што објективно ги гледа работите му е јасно. Да не забораваме, Тачи е одамна на нивната листа, а цело време во американската амбасада во Скопје. Почнуваме со вас, Ордановски, од последново прашање, значи поракава на САД. Јас како ја гледам работата? Значи, ние ќе се изнагледаме уште 2-3 недели материјали кои што комплетно ќе го клекнат Груевски. Затоа што сега ќе следуваат материјали кои што по најавите ќе видиме многу посериозни и кривични и други дела, кои што се против уставот и така натаму. И ова до сега е страшно, бидејќи ова ја разоткрива механиката. Потоа мислам дека доека ние вечерва разговараме, некој друг разговара со јавниот обвинител. Кој? Некој друг од овие странски сили што ги говори Николски, овие што не мислат зло. И не мислам дека наскоро ќе се формира еден тим специјален од обвинители кои што случајот на вистина без да му поднесува сметка секој утро на Груевски ќе го разгледа. И потоа ќе видиме дали ќе има оставки или ќе има друг Кој би го формирал тоа? Па ја мислам дека владата ќе се согласи да го формира тоа. Под доброволно или под странски притиск? Да, секојаш доброволно. Секојаш доброволно. Чим бидат ставени до знаење одредени информации, они доброволно ќе се. Значи ви играте на карта на протекторат, така? Јас играм на карта на опстанок на Македонија да вие лоповиве што не испокрадува и што не пресираат секој ден. На таа карта. А вашите претходно ништо не направија? Моите направија да дојде Грујо на власт да уништи државата. Оти Грујо го немаше ни 91-а, го немаше ни 45-та до душе, ама тоа сега е историја. Ордановски, до договор за институционална правна и политичка разрешница, сами или со меѓународно посредништво? Како сами? Со овие битанги сами. Немах со овие сами ништо не може да зборови да користите. Не ви доликува такви зборови, немојте. Вие сте сепак човек од интегритет. Да повторам, со овие битанги сами. Ма нема шанса, ова се битанги кои што се на власт. Вие гледате што прават. Тоа е ваше мислење, јас. Се разбира кај господин Николски, јас не мислам дека ќе го споделим. Апсолутно мислам дека тоа не е недолично. Јас не реагирам бидејќи секој одговара во телевизија може изгуби лиценца ради вас. Се извинувам за нивото на Јанко Илковски вечера, ама балце да ве привикнеме на таа атмосфера што ја знаете господин Николски. Значи ќе дојдеме ние до институции. Но тие институции нема да бидат овие што ги контролира Груевски. Тие институции, бидејќи ситуацијата станува на вистина нередовна крајно, мислам дека не може да излезе ова на улица, дека не може на улица ниту да се реши. Него. Ние ќе видиме сега што опозицијата, нема друга шанса за опозицијата. Се извинувам, немаме веќе простор за дебата, ова беше завршен збор на Ордановски. Беше завршен збор. Да, како да не. Ќе дојдеме до институции, ќе дојдеме со една заокружена истрага и тоа ќе видиме после 2-3 недели кога ќе се отворат крупните прашања како ова ќе оди. Јас ви благодарам на сите што вечерва бевте во топ тема. Почитувани ви благодарам за вниманието. Утре вечер во истиот термин со вас е Александар Чомовски. Бидете со Телма и понатаму.